Почитувани, додека другите земји го организираа и прилагодија здравствениот систем на потребите на граѓаните, изградија болници, ангажираа дополнителен медицински персонал, спроведуваат вакцинација од декември минатата година. Во Македонија не само што нема вакцини, туку кадарот е изморен, болните од другите градови во Македонија се препраќаат во Скопје сами да се снајдат и да си обезбедат место во болниците. Изгоре на тоа граѓаните не можат или едвај набавуваат основна терапија. За основен лек, кој не е потребен само за болните од корона, туку и за трудници и останати лица кои имаат проблеми со циркулација, нема лек, ако го најдете, ќе го предплатите неколку пати повеќе. Така државата или министерот за здравство Венко Филипче преку Фондот за здравство не најдоа начин да има доволно количини на антикоагуланти, лекови кои помагаат да не дојде до згорчување на крвта и создавање на тромб, ама затоа најдоа како да ги зголемат цените. Колку за илустрација, цената на познатиот антикоагулант Клексан се движеше од 175 до 182 денари, а сега се движи од 255 до 270 денари. Но фондот ќе ви врати само 101 денар. Или цената за 10 фраксипарини од 0,6 во аптека се плаќа 2675 денари, а фондот за тоа ви враќа 1509 денари минус партиципација 240 денари. Значи за 10 купени фраксипарини во аптека за цена од 2675 денари, фондот ќе ви врати само 1269 денари, или не враќа ниту 50%. Иако цената на лекот е зголемена, фондот не ја зголемува сумата која треба да им ја врати на граѓаните. Ова е направено со дозвола од Министерството за здравство на 10 ноември минатата година. Почитувани, сумата која фондот ја враќа не е смената од 2014 година. Кога има вакви поместувања на цените на пазарот, мора да се прилагоди сумата која ја враќа фондот на граѓаните. Од сето ова се гледа дека надлежните спијат. Филипче дава налози за повисоки цени и заедно со фондот ги плячка граѓаните во време на пандемија. Министре, затоа јавно ве повикуваме. Прекинете да ги товарите граѓаните со давачки. Министре, ставете го и антикоагулантот Ксарелто на позитивна листа. А за веќе споменатите Клексан и Фраксиперин, направете реално да бидат на позитивна листа, а не граѓаните да плаќаат повеќе од 50% од цената. Тоа не е позитивна листа. Адаптирайте го здравствениот систем согласно барањата и реалните потреби на народот, а не согласно вашите лични потреби и пиар.